Добар ден. Денешната тема со која што ќе го означиме ова ново продолжение од Фактор здравје е насловена покачен крвен притисок или хипертензија. Кога зборуваме за крвниот притисок, човекот треба да се нагласи дека тој представува комбинација на силата со која срцето испумпува во циркулацијата крв или во крвните садови и физиолошкиот отпор на оваа сила. Кои се оние вредности над кои се смета дека станува збор за хипертензија е само дел од одговорите кои што денес ќе ги побараме пред се од вашиот гостин и кои што морам да напоменам дека денеска специјално за Фактор здравје доаѓа дури од Тетово. Еве го неговото представување. Особено ми е драго кога имаме доктори кои што доаѓаат и се дел од Фактор здравје и кои што циркулираат нормално и во другите средини низ Република Македонија, уште повеќе што сакаме да го покажеме аспектот дека грижата и превенцијата за здравјето е подеднакво присутна низ целава држава. Ви го представувам денеска во Фактор здравје доктор Тимосије Јовановски, кој што е специјалист по општа медицина и кој што доаѓа од приватната здравствена установа Медика Центре од Тетово. Добар ден, доктор Јовановски, благодарам што за прв пат сте во Фактор здравје. Какво е чувството? Добро ве најдов, одлично. Како за прв пат, добро. Ви благодарам. Имавте ли работни обврски денес или завршивте? Не, денеска бев слободен. Да, ви благодарам што сте со нас уште еднаш и верувам дека добро патувавте до Скопје, а за деталите од емисијата ќе зборуваме по првиот блок реклами, по кој што ве поканувам и вие да останете до крај со нас и да откриете зошто оваа хипертензија и тоа како е опасна доколку ненавремено и несоодветно се третира. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал после 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал. ПАП тесто покажува дека немам повеќе цин. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Продуктот, здрави резултатот, ќе ти даде сила да продолжи со патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите Г-Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Г-Kids. Покрај белите дробови, бубрезите, панкреасот и мозокот, срцето е петтиот витален орган во човековото тело кој што би рекол најмногу ги засега луѓето. Денеска зборуваме токму во контекст на кардиоваскуларните болести, поточно кажано за покачениот крвен притисок или стручно кажано хипертензија. Кратко потсетувам дека ваш и само ваш гостин ова попладне е доктор Тимосије Јовановски, кој што е специјалист по општа медицина. Докторе, со оглед на фактот дека зборуваме за хипертензија и веднаш да објасниме дали станува збор за состојба или болест, патологија?
Покачениот крвен притисок или артериската хипертензија дефинитивно представува болест. Таа ги посетува сите стигмати кои ги означуваат која една болест ја прави болест, своја етиопатогенеза, своји епидемиолошки карактеристики, последици, природен ток, така што да, дефинитивно артериската хипертензија е болест. Тоа што е толку честа и се јавува кај голем диапазон на пациенти, понекогаш не буни да мислиме дека е состојба која, затоа што води дополнително до големи компликации по здравјето, особено по кардиоваскуларното здравје, предпоставуваме понекогаш, односно луѓето предпоставуваат дека е состојба. Кога зборуваме за оваа болест, бидејќи веќе ја дефиниравме и стручно кажавте дека станува збор за болест, кога зборуваме за хипертензија, кои се оние нормални вредности или вообичаени на крвниот притисок и кога зборуваме за покачен крвен притисок, при кои вредности? Значи, вредностите нормални на крвниот притисок се, според најновите препораки, се да изнесуваат под 140 мм живин столб на систолниот крвен притисок и под 90 на диастолниот крвен притисок. Во гайдлайнсите за препораки, за Европското друштво на кардиолози и Европското друштво на хипертензија имаат изработено градуирана шема на класифицирање на покачениот крвен притисок, така што нормалниот би бил тој. Имаме високо нормален крвен притисок измеѓу 140 до 150 мм живин столб и веќе над 160 или еднакво на 160 мм живин столб почнуваме клинички евидентна хипертензија да се јавува, да ја диагностицираме. Така што тоа се нормалните вредности под 140 со 90, иако во некои ситуации би можеле да зборуваме за пониски вредности, но тоа е посебна популација на луѓе. Бидејќи постои дистолен и систолен, односно горен и долен крвен притисок, кажете ми дали хипертензијата се јавува кога само едниот е покачен над оние препораки и препорачани вредности или кога постои комбинација од двата типа на нисок, на долен, односно горен крвен притисок? Покачен крвен притисок се јавува кога и двата се покачени над овие споменати вредности. Постои еден нозолошки ентитет што се нарекува изолирана систолна хипертензија, таа обично се јавува кај старите кога систолниот, односно горниот притисок е висок, а долниот, диастолниот е нормален. Така што двата треба да бидат покачени. Над онаа вредност од 90 наспроти 140 мм живин столб. Кажете ми, со оглед на фактот дека рековте хипертензијата е многу честа помеѓу општата популација, која е онаа таргетна или најризична група кај што се појавува и кои се причините? Така. Артериската хипертензија е доста превалентна во светската популација и е доста униформно распространета низ целата земјина топка. Така што нема варијации на преваленцата во еден дел на светот за разлика од другиот, и таа е доста голема, значи изнесува околу 35 до 40% од светската популација, од адултното население, и се предпоставува дека дури 1/4 од сите адулти боледуваат од артериска хипертензија, дури 1/2 од оние кои што се постари од 60 години. Така што навистина една масивна маса на луѓе кои боледуваат од оваа болест и затоа справувањето е толку скапо и одзема толку време на здравствените организации. Кои би биле таргет групите? Артериската хипертензија стрмно, незината инциденца, односно преваленца, се зголемува со возраста, така што како што се покачува возраста, преваленцата и појавувањето на артериската хипертензија се зголемува. Се разбира, постојат некои поризични пациенти кои се во поголем ризик и порано да добијат артериска хипертензија од вообичаеното. Тоа би биле пациенти кои имаат фамилиарна историја за хипертензија, фамилиарна историја за компликации од хипертензија, како што се коронарни артериски болести, мозочни удари, предсемозочни удари, бубрежни оштетувања, хронична бубрежна слабост, периферни артериски болести, гојност
Зголемена телесна тежина, седентарен начин на живот, значи неактивен начин на живот, оние кои не конзумираат доволно овошје, зеленчук, прекумерна конзумација на сол, така што тие од прилика би биле таргет ризик групата која најчесто заболува од артериска хипертензија. Со оглед на фактот дека доаѓате од приватна здравствена установа, односно вие работите во примарната здравствена заштита, вие сте би рекол на браникот на одбраната или на превенцијата со сите оние пациенти и луѓе кои што нормално никој од нив не сака да има одредена состојба или болест, која е онаа клиничка слика или одредени сигнификантни симптоми кои што може да се препознаат и дали таа клиничка слика варира со оглед на возраста? Клиничката слика по дефиниција кај артериската хипертензија е дека е асимптоматска. И тоа значи нема одредена клиничка слика. Одредена клиничка слика. Секогаш пациентите тврдат дека го осеќаат наголемениот крвен притисок или намалениот крвен притисок, но ниту еден симптом од што тие набројуваат не е силно поврзан. Значи студиите покажуваат дека нема некоја голема поврзаност со артериската хипертензија. Ќе ви набројам некои од најчестите симптоми кои ги набројуваат пациентите. Главоболката е најверојатно општ симптом и најчест која ја пријавуваат. Црвенило на лицето, понекогаш вртоглавица, и тоа е тоа. Значи нема некоја клиничка слика која е многу специфична и патопневмонична за артериската хипертензија. И јас секогаш на моите пациенти им кажувам дека притисокот не боли, значи нема како да они го кога ќе се покачи да почувствуваат. Да почувствуваат. Некои чувствуваат навистина, да, не негирам тоа, но најчесто не. И тоа ни прави големи проблеми во одредувањето на терапијата, во нашите напори тие да ја почнат терапијата или да не ја прекинуваат на своја рака, затоа што кога ќе им дојде подобро и веќе не чувствуваат некои симптоми, знаат и да ја откажат терапијата на своја што нормално не е. Што нормално, или ако ги боли глава да веднаш предпостават дека е зголемен крвниот притисок и да посегнат по дополнителна терапија. Така што моја препорака е до сите дека хипертензијата е асимптоматска. Значи не се чувства или нема строга клиничка слика. Кога е така, како тогаш вие, матичните лекари или вие кои што работите најдиректно со сите пациенти ја дијагностицирате и откривате? Покрај анамнезата нормално. Артериската хипертензија се открива со мерење на крвниот притисок. Тој скрининг треба да се одвива, се разбира на примарно ниво, каде што пациентите прво доаѓаат во контакт со здравствениот систем. Артериската хипертензија се мери, има препораки како би требало да се измери една артериска хипертензија. Дали на сабајле во текот на денот или? Значи, во главном постојат 4 вида, 4 начини на мерење на артериска хипертензија. Тоа е првиот начин е мерење на артериската хипертензија во амбуланта изведена од страна на доктор. Таа е главниот, значи тоа е главниот начин на кој дијагностицираме артериска хипертензија и овој преглед мора да следи некои правила. Кои се тие? Пациентот да одмара барем неколку минути пред да се измери крвниот притисок. Пациентот да не конзумира кафе или да пуши цигара барем половина час пред да се изврши прегледот. Пациентот да е седнат со поддршка на грбот и поддршка на раката на која се мери од страна на екзаменаторот. Секогаш треба да се на почетокот, секогаш треба да се измерат притисоците на обете раце и ако разликата е поголема од 10 мм живин столб, таа каде што е повисока таа рака во понатамошните прегледи на таа да се мери крвниот притисок. И тоа е тоа, значи мораме да ги запазиме овие критериуми затоа што понекогаш може да ни се јават многу лажно високи вредности на хипертензијата кои пред се ги плашат пациентите. И ние секогаш ќе викаме почекајте едно 5-10 минути и потоа најчесто е понизок крвниот притисок. Постојат и така наречени амбулаторни мерења на крвниот притисок кои
значи кои помагаат понекогаш и во самата диагноза да разграничиме дали пациентот има така наречена хипертензија на бел мантел или има маскирана хипертензија. Маскираната хипертензија е нормален крвен притисок во амбуланта, но висок дома. На белиот мантел е обратно, значи пациентите доаѓаат во амбулант, им се покачува крвниот притисок, но тврдат дека дома им е добар. Значи не треба да носите бели мантили. Не треба. Се шегувам. Така. Но овие амбулаторни или подолготрајни следења на крвниот притисок се аплицира соодветен апарат на раката на пациентот кој мери во различни временски сетинзи крвниот притисок, дали тоа е дневен сетинг, дали е тоа ноќен, дали е 24 часови. Третиот начин, кој е доста корисен и доста го користиме ние во нашата амбуланта, е домашно мерење на крвниот притисок, каде што пациентот води дневник за вредностите на крвниот притисок. Тој треба најмалку да трае 4 дена, идеално 7, и пациентот го мери крвниот притисок наутро и навечер, следејќи ги истите препораки, значи истите принципи за предподготовка на мерење, како што ги споменавме претходно, значи да се одмори, да не пие кафе, да не пуши цигари пред тоа. Да е во седечка позиција, да е во седечка позиција, да, значи соодветно, значи треба соодветен тренинг и работа со пациентот пред да се препорача. И четвртиот тоа од академска гледна точка е мерење на крвниот притисок при физичка активност, понекогаш може да ни открие некои скриени коморбидитети, но тоа се користи доста ретко и во специјализирани установи. Кога сите овие 3, односно 4 начина, еден од нив ќе се примени и ќе се диагностицира или открие хипертензијата, дали секој пациент пред откривањето, односно кога тоа ќе се утврди, веднаш е кандидат за медикаментозна терапија, или? Не. Одлуката за отпочнување со антихипертензивна терапија има две детерминанти, значи бара два услова. Висината на крвниот притисок, значи ако е екстремно висок крвен притисок, сите пациенти, значи ако е над 160 градус 2 на хипертензија, сите пациенти треба да примат антихипертензивна терапија, без разлика на возраст. И вториот критериум е да се направи проценка на кардиоваскуларниот ризик. Кардиоваскуларниот ризик се прави по одредени параметри кои се земаат од пациентот и се проценува тоталниот кардиоваскуларен ризик во наредните 10 години, кој проценува смртност од било која причина. Значи во тие 10 години. Како една прогноза. Како една прогноза. Значи тука тој така наречен скор систем, или систем на бодирање, систем на бодирање, да, вклучува телесна тежина, телесна висина, липиден статус, ниво на шеќер во крвта, висината на самиот крвен притисок, фамилиарна историја за кардиоваскуларни болести, за коморбидитети, и сето тоа се калкулира и се добива предодреден ризик. И сега, ако пациентот има висок, низок, тоа може да биде низок, среден, висок и многу висок ризик за кардиоваскуларни заболувања. Така што има комбинации, значи тоа ни е висината на крвниот притисок во комбиниран со тоталниот кардиоваскуларен ризик, и тогаш се одлучуваме за терапија. Млади со градус 1 хипертензија би можеле да им препорачаме само модификација во животниот стил и да почекаме да видиме дали оваа интервенција ќе го намали крвниот притисок. Додуша кај сите пациенти со покачен крвен притисок, прва борба е да го сменат животниот стил. Јас се извинувам што прекинувам, имаме гледача за терапијата, ќе зборуваме по вториот блок реклами, но претходно ајде да го слушнеме прашањето. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично, господјо, повелете. На возраст сум од 68 години. Во ред. Крвниот притисок секогаш не ми се зголемува од време на време, не можам да кажам дека константно имам висок притисок. Вчера и денеска 105 со 68, меѓутоа пулсот е многу висок, 118,
Земав со бајле енап од 10 диазепам и верапамил од 40, меѓутоа се уште пулсот е доста висок, па еден совет од докторот да ми даде, ви благодарам Може да ве многу. прашам нешто? Да, само останете уште малку на линија, повелете. Да. Дали имате вие некоја аритмија? Па убрзано некако несмирено ми е срцето. Така, забрзано срцето Да, забрзано работа, така? цукање осеќам. Пред еден сат легнав да одморам, не спиев, меѓутоа во лежачка положба бев да се посмири. Благодарам за прашањето, докторе, да ги видиме вториот блок реклами и повраќањето со продолжението од Фактор здравје. Првенствено ќе одговориме на прашањето од гледачката. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132 плюс Натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, хербален лек од валеријана, маточина и хмелј, за убав ден и мирна ноќ. Го продолжуваме ова ново продолжение од Фактор здравје. Вториот дел следува. Денешната тема е покачен крвен притисок или хипертензија, тема која што денеска вие презентираме преку гостувањето на доктор Тимосије Јовановски, кој што е специјалист по интерна медицина и за кого, докторе, веќе до вас беше упатено првото прашање. Пред да го одговорите, да потсетам дека на 02 2609 1924 и 02 609 1925 и натаму ги очекуваме вашите прашања. Повелете. Пациентката кажа дека е на 68 годишна возраст и пие 2 вида на антихипертензивна терапија. Тоа е верапамил, што е калциум антагонист и инхибитор на АЦ инхибитор. Кажа притисокот дека е добар, 105-170, што е доста добро регулиран притисок, но кај незе не беше проблем притисокот, туку
зголемениот пулс. Најверојатно се работи за некоја тахиаритмија и најверојатно заради тоа е препишан таков тип на антихипертензив како што е верапамилот. Така што можеби со зголемување, со модифицирање на терапијата во насока на контролирање на срцевата фреквенција би незините тегоби би се намалиле. Се разбира, треба да се консултира со својот лекар и да се направи едно базично електрокардиографско испитување, па да се процени дали тоа е само моментално или пак треба да се вршат дополнителни испитувања. Така што мислам дека притисокот е добро регулиран, но за аритмијата или пак тахикардијата која се јавила кај незе треба под дополнителни испитувања да видиме дали постои некое срцево заболување кое треба подруго да се лечи, значи под дополнителни лекарства или интервенции или испитување. Благодарам за првиот одговор и веќе слушнавте, имаме второ јавување. Добар ден и до вас. Ало, дали сте на линија? Добар ден. Ало, да. Одлично ве слушаме и вас, господине, повелете. Сакаме да прашаме за крвниот притисок. Повелете. Кај нас се случува да имаме апарат за мерење притисок Сендо. Добро. И сакаме да ми одговорат дома кога мериме притисокот, на пример. Да. Јас само ќе ве замолам вашето ниво на тон да го намалите на телевизорот. Добро. Да. Чека. За да не се слуша ехо. ехо. Мериме дома притисокот ни е 106, 110 големиот, ако отидеме на лекар ни доаѓа 150, 160. Добро. Ова е веќе она можеби синдромот на Бил Мантел, или? Да, значи, да, бе разбрав. Добро. Кога мериме дома на апаратот, притисокот ни е 108, 110, до највише 115. Ако отидеме на лекар ни е 140, 150, 160. Имате ли коментари или? Дали пиете некои лекарства за притисок? Па лекарства примем, само момент, ајде. Така. Примам енап и го пијам редовно. Ми рекоа само за навечер да пијам. Добро. Дали ова доволно? Благодарам за јавувањето. Да, повелете. Значи, тоа што го зборувавме претходно, понекогаш пациентите тврдат дека дома притисокот им е добар и можеби тоа е навистина така, но кога доаѓаат во амбуланта, ние го мериме како зголемен крвниот притисок. Тука многу добро би ни дошло едно амбулантарно мерење на артерискиот крвен притисок со 24 часовно мерење кои ќе покажат значи дневно-ноќни варијации, ситуациони варијации на крвниот притисок кои многу ни помагаат во одредувањето и титрирањето на дозата. Можеме да следиме дали пациентот му се качува притисокот само наутро, па тогаш да дадеме некој антихипертензив. Како паѓа, затоа што во текот на ноќта знаат да падне крвниот притисок. И така, значи, многу добро ни помага во нивелирање на антихипертензивната терапија. Така што јас би ја советувал пациентката или дома да го мери крвниот притисок, неколку дена, 7 дена, утро и вечер, и да го покаже тој дневник на својот доктор, или пак да се постави едно 24 часовно мониторирање на крвниот притисок, кој многу ќе ни помогне во натамошната терапија, така. Благодарам и за овој одговор, а добре дојде и задоволство е што ве слушаме и вас. Дали сте се уште на линија? Добар ден. Ало? Добар ден, господјо. Ало? Да, господјо, ве слушаме. Вие сте на ред овде или во Фактор здравје сте вклучени? И вас ќе ве замолам да го намалите вашиот телевизор и да зборувате во слушалка, за да нема ехо, да не ве буни гласот кој што дополнително се јавува во позадина. Добар ден до вас. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Имам висок притисок. Пијам ласортен сабајле пола и навечер и блоксан пијам пола сабајле пола навечер. За мастите пијам расвера од 20 навечер, меѓутоа заради триглицеридите што не се си минја, инаку липидите се во нормална состојба, ми даде докторката триглицер. После месец дена се симна
триглицеридите на 2, нешто, меѓутоа јас веќе ги пијам неколку месеци. Дали триглитот, првото прашање, значи дали триглитот треба да продолжам да го пијам и до кога, дали треба некој повторни испитувања и така. Дали ова доволно? Иако не е во домен на денешната тема многу, благодарам за вашето јавување. Значи пациентката со оглед дека покрај антихипертензивната терапија и покрај покачениот крвен притисок боледува и од други болести, како дислипидемија, зголемени масти, можеби и некој метаболен синдром. Не ја прашавме за шеќерот како е, обично тие сите одат во пакет. Така што, ако крвниот притисок е добар во овој момент кај пациентката, тогаш да си продолжи со истата терапија, а за липидите, триглидот, односно антилипемикот, фибратската група, треба доволно добро да се процени дали да го продолжи или не, затоа што триглицеридите се навистина тврдокорни и понекогаш не можеме да ги спуштиме со ниту едни лекови. Но најбитен тука ќе напоменаме промената во животниот стил. Значи триглицеридите се силно зависни од храната, за разлика од холестеролот. Холестеролот треба подолго време за да се покачи, подолго време за да се снижи. Триглицеридите се качуваат после оброк плафонски и знаат да паднат веднаш. Така што, да проба со модификација во животниот стил, значи здрава исхрана, конзумирање на повеќе овошје, зеленчук, да ги исфрли рафинираните житарки, значи белиот хлеб, сите оние пецива, се разбира сладките, месо да конзумира умерено, значи до 2 пати максимално неделно, риба да се вклучи во исхраната, и во на нашето течности сигурно. Течности се разбира и во нашето поднебје ние знаеме многу да конзумираме млеко и млечни производи, полномасно млеко и полномасни млечни производи, значи сирења, кашкавали, намази, кои се покажало во студиите дека се едни од главните причинители за зголемени масти во крвта. Не е месото. Месото не можеме толку да изедеме месо колку што можеме да изедеме сирење. Така што месото треба да биде вклучено максимум 2 пати неделно, но да се намалат лебот, лебните производи, рафинираните житарки да се заменат со нерафинирани, интегрални и да се намали внесот на млекото, млечните производи. Да, благодарам и за овој одговор. Добре дојде, посакувам до следното јавување. Дали сте на линија? Да. Да, повелете господине, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Гледам и пратам, сега моментално мерам притисокот. Додека не гледате. 106, 67, 66. Преди 2 часа бев во кардиологија. Добро. И ми измерија притисокот 140, 180. Вчера во исто време го мерам денеска 134, 81, 67. Што тоа значи да е толку остилација? Што пиете за крвниот притисок? Дали пиете нешто за крвниот притисок, господине? Да, пијам за крвен притисок. Добро. Пијам за притисок, пијам и други терапии за кардиологија што ми се препишани. Меѓутоа притисокот што е секојдневно скоро, а денеска кога идам во кардиологија да ми мерам притисок е одма 140, што ви кажав, повисок. Што е тоа? Благодарам и за вашето прашање. Варијации има, значи многу чести се варијации. Дали временските прилики еве може да и годишното време да влие? Временските прилики, но артерискиот притисок е, како да се изразам, е флуентна, значи динамична категорија, не е фиксна, јас имам покачен крвен притисок. Значи во текот на денот се зголемува, се намалува. Значи горе-доле. Дотолку повеќе што е кога е дисрегулиран. Значи кога да беше нормален крвниот притисок, да беше добро регулиран од страна на нашето тело, немаше да биде покачен. Сега, истиот тој механизам кој понекогаш го покачува, знае и да го намали, да откажа тие механизми. Така што, кај луѓето хипертоничари, многу се чести варијациите во крвниот притисок, така што треба да се следат и треба да се запазуваат оние препораки кои ви ги кажав за
правилно мерење на крвниот притисок. Сето тоа може да произлегува ако пациентот веднаш влегол на преглед, веднаш му е измерен притисокот, не е почекано да се одмори, јадел пред тоа. Така што ако сепак, како што слушнав, пациентот во рамките, значи, задоволува некои целни вредности кои би биле за неговата вредност со медикаментозната терапија, така што да се припази на тоа. Ако тоа продолжува и особено ако му представува дистрес на пациентот, затоа што тоа е битен фактор, задоволството на пациентот од антихипертензивната терапија, тогаш да се консултира повторно со својот лекар, ако не тоа да се почека, значи полека, да не се дига паника за ништо. И она што е важно, поентата на денешниот разговор би рекол е дека нормалниот крвен притисок изнесува 90 со 140 мм живин столб и моето под нормално овие вредности или максимални да бидат. Последно прашање е дали медикаментозната терапија, која што рековте, два аспекти треба да се запазат кога се е индициран или се дава, дали е таа доживотна терапија? Најчесто да. Најчесто кај пациентите кои се идентификува висок кардиоваскуларен ризик, терапијата продолжува до крајот на животот, но има, се разбира, исклучоци. Кога може да зборуваме за конечно излекување. Ви благодарам, доктор Јовановски, за денешното гостување. Верувам дека убаво се чувствувавте, како и јас во ваше друштво, и од септември повторно ве чекаме од Тетово во Скопје. Благодарам. Ми беше задоволство што ве запознав и што ве представив пред нашата Фактор здравје публика. Доктор Тимоцеј Јовановски, специјалист по општа медицина, беше денешен гостин во Фактор здравје. И последната информација за денеска, која што е исклучително важна, е фактот дека покрај вашата медикаментозна терапија, која што ја земате со хипертензијата, но и во превентивни цели, знаете дека можете да го користите индициране Г132, кој што е најмоќен антиоксиданс, кој што е имуностимулатор и имуномодулатор, достапен во целата аптекарска мрежа низ Република Македонија по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија. Мислете на вашето здравје како што и ние мислиме на вас и ве поздравувам до утре со новото продолжение од Фактор здравје. Пријатно.